Овој амандман со кој се врши интервенција во членот 30 е сличен како и претходниот амандман со кој се интервенираше во членот 21 и со кој се бара за продолжување на концесијата за експлоатација, продолжувањето да подлежи на исти услови како и доделување на концесијата и за која треба да се достави согласност од различни органи на државна управа, согласност од единиците на локалната самоуправа на чија територија е поднесено барањето за подлежување на концесијата за експлоатација, јавна расправа и она што е најважно е мислењето од локалното население, она што и претходно го дискутирав, сега повторно ќе го дискутирам, гледам дека од страна на представникот на Министерството нема прифаќање на овие амандмани, каде што треба да се вклучат локалното население, кое што е најважно и тоа треба да е клучот за тоа дали одредена концесија треба да се продолжи или не. Ние упорно, како што кажав и претходно, и повторно ги исклучуваме граѓаните и на сите овие амандмани се предложени во интерес на граѓаните, на здравјето на граѓаните. Представниците од Министерството упорно ги одбиваат овие амандмани и со тоа може да стане јасно колку Министерството е загрижено за граѓаните и за нивното здравје. Односно, дека е загрижено само за тоа да се помине овој закон што побрзо и затоа денес го дискутираме овој закон, се дискутира на сила, се донесе на сила овој дневен ред и продолжуваме да дискутираме понатаму, се одбива се она што е добро и со што треба да им се даде на важност и на значење на тие што живеат таму и на тие што ги трпат последиците, но гледаме дека тука никој не го брани нивниот став, освен ние како представници на опозицијата и нормално тие стручни лица што се вклучени во изготвување на овие амандмани, да се заштитат граѓаните од самоволното давање на концесии и продолжување на концесии, без да ги праша на граѓаните дали тоа смета, без да се направи истражување како влијае на нивното здравје овие ископини и рудници. Оставени се на страна, некој да си врши и да си добива профити, а тие да трпат и тие и нивни поколенија и сите што живеат таму да ги трпат последиците од експлоатацијата. Важно е да се наполнат торбите со пари, да поминат концесиите, да се поделат провизиите, а граѓаните нека трпат. Ето тоа е одлика на оваа влада и на ова владино мнозинство, а пред да дојдат на власт, полни беа во устата со заштита на животна средина, со носење на закони за заштита на граѓаните, но сега никој не реагира. Гледаме од владачкото мнозинство, никој не реагира, никој не бара да се заштитат овие граѓани. Вие како председател носите дневен ред на сила, како што ќе ви текни, како сакате, се однесувате како ние да сме тука на гости кај вас, па добра волја е на вас дали ќе ни дадите да зборуваме или не. Така се однесувате, председатели. Тоа е однесувањето ваше и така ја водите оваа комисија за европски прашања. А воведувате афрички вредности тука. А комисијата ви се вика за европски прашања. Треба да поводите сметка за вашето однесување и како се однесувате и со сениците и со сите останати. Да не навлегувам понатака во одредени работи за тоа кој ги образложува. Јас секоја почит за господјата што образложува, меѓутоа не е таа што треба да дава образложение во однос на овие амандмани. Ви благодарам.